За 12 години над 80 милиони евра државни пари преку Фондот за иновации се слеале во рацете на млади иноватори. Заедно со 50 милиони евра кои ги инвестирале компаниите, вкупниот обем е 132 милиони евра. Главната задача на фондот од формирањето до денес е пристап до финансиска поддршка за иновации и за технолошки развој. Покрај стартапи, поддржува и мали и средни предпријатија, а целта беше да се промовира и поттикне иновацијската дејност во земјава. Но она што стана главна специфика на фондот е дека низ годините го тресеа скандали и обвинувања, во зависност која политичка гарнитура е на власт, дека најмалку им служи на вистинските иноватори и дека парите завршуваат кај компании и роднини блиски на тогашни актуелни функционери. Она што се знае е дека засега никој не одговараше. Владата размислува или да го укине или да го реорганизира и спои Фондот за иновации со друга државна институција. Најблиско е со Агенцијата за поддршка на претприемништвото. Во моментов во ФИТР се спроведува ревизија на постоечките програми и на начинот на финансирање на проектите. Според информации од фондот во моментов околу 60 проекти се предмет на различни постапки и се разгледуваат уште неколку десетици проекти кои доправа чекаат на расчистување. Она што се знае е дека поради ревизијата голем дел од проектите со месеци чекаат исплата на парите од договорите. Од ФИТР признаваат дека има застој, но не одговараат дали ќе се плаќаат пенали поради нереализација на договореното. Звучни имиња на поранешни вице-премиери, пратеници, градоначалници, високи партиски функционери беа само дел од лицата кои се појавуваа во јавноста, дека како содружници или преку фирми на роднини добиле десетици и стотици илјади евра преку грантови од Фондот за иновации. Низ годините фондот го тресеа само скандали и речиси да немаше повик, каде немаше сомнеш како и на кого се делат парите. Некои од функционерите не гледаа ништо спорно и си тераа, други под притисок на јавноста и функцијата која ја носат, ги тераа содружниците да се откажат од парите. Обвинителството на неколку пати под опрен глас покренуваше истраги како се делеле парите од фондот, но годините поминуваа, распределбите продолжуваа. Одговорот од фондот секогаш беше: немаат никаква врска со распределбата на грантовите. Тоа е работа на посебниот комитет за одобрување на инвестиции, како независно тело во кој членуваат врвни странски експерти. Нив ги одобрува владата, а колку пари се потрошени досега за нивните надоместоци, засега нема податок. Она што се знае дека над 550.000 евра годишно чинат само ревизорските куќи кои ја следат реализацијата на проектите и доставуваат извештаи до фондот. 60 компании со фиктивни проекти направиле дупка од 3,2 милиони евра во Фондот за иновации преку злоупотреба на доделените финансиски средства за фиктивни проекти, кои не ги дале очекуваните резултати, откри сегашниот ВД директор Никола Додов. Во рамките на ревизијата која се спроведува од вкупно 60 компании кои се предмет на истрага, веќе се поведени постапки за наплата на побарувањата пред надлежен извршител, додека дел од нив се во постапка за поднесување на кривични пријави и граѓански парници по кои понатаму ќе постапува надлежното обвинителство, односно надлежните судови. Внатрешната ревизија утврдила несоодветни договори и сомнителни практики во работата на претходните раководства на Фондот за иновации во изминатите 5 години, од кои дел вклучуваат фирми поврзани со политички функционери, договори со правни неправилности, конфликт на интереси и прикривање податоци. Директорот откри дека компанијата, чие раководство било во непосредна роднинска врска со високи функционери од претходната влада на СДСМ и ДУИ, незиниот управител не само што добивал финансиски средства од фондот, туку истиот бил управител на уште 4 други фирми кои исто така имале добиено средства за иновации и технолошки развој. Според него, загрижувачки е тоа што речиси 80% од средствата што ги добиваат овие компании се префрлаат на иста компанија за иста услуга. 50 приватни здравствени установи кои добивале средства од фондот за време на пандемијата со COVID-19, средствата најчесто биле трошени за набавка на медицинска опрема, која недостасува во државните болници, вели директорот. А според правилникот, ФИТР смее да финансира само стартап компании, но не и приватни здравствени установи. По иницијатива на антикорупцијската комисија поднесени се кривични пријави против поранешните директори на ФИТР Коста Петров и Фестим Халили за злоупотреба на службена положба и овозможување незаконски исплати на грантови за случаите кои фаќаат 3 проекти: Грин Хојо, Фротирка АД Делчево и Тајна на римјаните, при што финансиската штета надминува 23 милиони денари. Директорите ги исплаќале проектите и не ги раскинале договорите, иако корисниците не ги почитувале обврските од договорот и правилникот. Главната мисија на ФИТР е да го подобри пристапот до финансии за иновации и технолошки развој, но и да ја промовира и поттикне иновацијската дејност во земјава.
Главно целта беше обезбедување на финансиски инструменти за мали и средни предпријатија, техничка поддршка за мали и средни предпријатија, подготовка на тематски предизвици и иновацијски ваучери, мерки за поддршка на креативноста кај младите и студентите, мерки за поддршка на иновацијската инфраструктура. Податоците на фондот покажуваат дека за 12 години фондот има поддржано преку 1050 проекти преку инструментите за финансиска поддршка, 56 проекти поддржани преку тематските предизвици, 51 доделени иновацијски ваучери, преку 100 поддржани училишни проекти и 7 Fab Lab, Makerspace лаборатории. Има 132 милиони евра за етнички инвестиции. Фондот има вложено 82 милиони евра, додека 50 милиони евра се инвестиции на компаниите. Најголем број на поддржани компании се преку инструментот Стартап и Спин-оф, односно вкупно 336 проекти во кои фондот инвестирал вкупно 11,2 милиони евра.